да почнеме веднаш. Прво, немам никаква врска со Паблонс и изјавам дека немам конфликт на интереси, бидејќи од она што ќе го кажам, може да помислите дека може би имал. Но немам. Она што сакам да ви кажам дека по мојата природа на работа бев принуден да го следам Researcher ID, уште од почетокот, и да бидам изненаден дека се појави Паблонс, и ќе видите потоа беше купен Паблонс затоа што добро се продаде, и денес ќе видите дека на крајот ќе најдеме заклучок дека сите ние треба практично да го користиме. Ќе кажам што беше Researcher ID за оние што не знаат, јако е минато, многу е значајно, оти е содржан во Паблонс. Што беше Паблонс, како се обединија, кои се можностите што ги нуди Паблонс, местото на Република Македонија и нејзините институции истражувачи во Паблонс само малку, потоа за верификација на рецензии во Паблонс, за приватна табла, за јавна табла и за партнерска табла како елементи од она што би можеле да го употребиме. Што беше Researcher ID? Ќе скусам. Тој се појави како софтвер на Thomson Reuters, односно Web of Science, каде што имаше потреба секој научник во светот да добие свој меѓународен идентификационен број и тој да се користи во сите објавување на трудови, комуникации, оценки и така натаму, затоа што се виде дека М. Спировски може да има 5 во светот, Мирко Спировски може да има 3 во светот, но да не се истите луѓе, и по 40. И тоа толку и не е страшно да не би имало реперкусии врз изборите, врз донесувањето на одлуки за проекти, врз етичките правила и стандарди, да не редам така натаму, и го направија. И тоа функционираше и во Македонија, релативно доста од нашите луѓе се пријавија со право во Researcher ID. Меѓутоа, Паблонс, гледате, во 1900 која година овдека? 2012 година е купен, а практично беше создаден од двајца австралијанци, тоа е Ендрю Престон, веројатно така се чита, и Даниел Џонстон, кои што паралелно покрај Researcher ID објавија платформа во која што ќе можат луѓето да ги идентификуваат рецензентите и рецензентите ќе може да ги идентификуваат рецензиите на трудовите, значи тројна идентификација. И тоа функционираше неколку години, додека Thomson Reuters, односно Clarivate, не го купија после некоја година и им дојде јасно дека ова е нешто што би требало да биде и го купија. Нормално, за многу големи пари. И не само тоа што го купија, туку тоа е 2017 година, значи 5 години по работењето на Паблонс, Thomson Reuters го купи. Тие тогаш, во моментот на купување, објавија дека имаат 200.000 истражувачи регистрирани во Паблонс и дека имаат над 1.000.000 рецензии регистрирани во над 25.000 списани. Ова беше елементот зашто Clarivate беше практично принуден да го купи. И она што се случи, се обединија во компанијата Clarivate, во која што Паблонс стана платформа основна, а во неа беа пренесени сите научници од светот со нивните веќе регистрирани кодови. Со други зборови, Паблонс ја превзеде улогата на Researcher ID и ја разви понатаму. Значи, ние денес ја имаме оваа состојба. Друго, Паблонс не само што стана универзален за складирање на рецензиите, туку се поврза и со двата големи гиганти, а тоа е Оркид, а ќе видите понатаму и со Web of Science и дури и со Crossref. Со други зборови, во моментот е најмоćниот вебсайт кој што во светот го регулира прашањето на рецензирање. Кои се можностите што им ги нуди Паблонс на корисниците?
Се разбира како и во секое модерно време на веб-сајтовите има јавно достапни, има комерцијални можности. Овде се лево дадени кои се можностите кои што можат да ги користат јавно достапно на левиот дел и на десниот дел, што може да се направи. Нема ја за се да зборувам, меѓутоа централното ова долу, дека човек треба да биде регистриран, ако е научник, со бројот кој што го имал во Researcher ID, кој што и сега го има, и понатаму да продолжи да биде вклучен во светската база на податоци за рецензенти. Како се врши верификацијата? Ние знаеме дека верификација е практично потврдување на нешто, и ако јас сум рецензирал за некое списание и ден денес, Универзитетот, барем УКИМ знам дека тоа го прави, бара потврда од редакцијата, се потврдува дека тој и тој го рецензираше тој и тој труд. Некои софтвери, кажа колешката, тоа го прават сертификати, некои софтвери поинаку. Овде е малку различно. Овде верификацијата се остварува на два начина, има и трет кој што не име баш добро разработен, ќе ви ги кажам само овие два. Прво, верификација со така наречената интеграција со Pablons. Значи, списанието, ако има договор и ако е партнер на Pablons, во тој случај автоматски оди регистрацијата на рецензентите и на рецензиите, но ако сакаат, значи пак имаат опција. Ја можам да рецензирам за ОАМС, кој што е партнер, но не сакам да бидам во Pablons. Можна е таа опција. Ако да, тогаш е направен. И втората, која што долго време пред тоа Pablons практично ја имаше активирано уште на почетоците, е да писмото на благодарност од редакциите на рецензентот се препраќа до оваа имейл адреса и потоа Pablons, незините стручни служби, ја верифицираат рецензијата, проверуваат дали постои такво списание и така натаму, доколку не најдат соодветни податоци, пишуваат на главниот и одговорен уредник и така натаму. Значи, еден процес на верификација. Овде тоа е прикажано шематски, како тоа изгледа, тоа е сепак малку еден подолг процес, меѓутоа главно е да сватиме дека од кога рецензентот ќе направи рецензијата, тоа на затемнето поле, во тој случај информацијата од редакцијата било до рецензентот преку писмо на благодарност, било преку, ако е партнер, оди до Pablons, па тој може да го внесе или преку Pablons автоматски се внесува, се става во базата на податоци на Pablons. Ако рецензентот сака да биде, а не бил регистриран до тогаш или сега не е регистриран, му се праќа информации како да биде регистриран. Значи, еден систем кој што функционира со објективна верификација на рецензентите и на рецензиите во светот. Кај се наоѓа Македонија? Бидејќи сите научници беа пренесени во Pablons, Македонија се наоѓа на доста добро место, не знам точно кое беше тоа, 90 и некое место. И од Македонија има доста луѓе кои што се пренесени од претходниот систем во овој систем, што е многу добро. И може да видиме дека некаде околу, колку е оваа бројка, 189 или колку е, не ја гледам, имаат внесено своји профили во Pablons. Меѓутоа, ако влезете внатре во тие профили и проверите што содржат, над 80% од профилите се празни, немаат ништо. Зошто? Затоа што во Researcher ID тогаш беше посебен систем на внесување на податоците за авторите, за трудовите и за рецензии не постоеше, кој што нашите го нема, RIS формат и така натаму. И затоа тешко може да ги внесат трудовите, не оти не сака. Меѓутоа, и покрај тоа, еве ќе забележите дека имаме 16 институции кои што според бројот на научници кои што се регистрирани во Pablons се присутни и денес може да бидат идентифицирани и евентуално да бидат анализирани. Се разбира дека тука се првите 10 истражувачи од Република Македонија кои имаат верифицирани рецензии, наредени според бројот на рецензиите. И системот има таква можност да лево од нас може да бидат анализирани рецензиите само на трудовите кои што ги опфаќа Web of Science
или условно кажано поквалитетните списанија, а десно се прикажани рецензиите кои што ги правеле нашите автори во било кое списание, дали е или не е во Web of Science. И затоа ќе забележите некои разлики, например, Сашо е десно, не е лево, поради тоа и некои други разлики. Меѓутоа, тоа не е толку значајно за поединците. Значајно е дека овде Паблонс дава објективна можност за вреднување на рецензиите кои што ги правиме. Ако направам јас рецензија за Web of Science за 100 списанија, или за 10, да речеме, не е исто као некој друг кој што би направил за 10 списанија, кое што ниедно не е во Web of Science. И тоа е елементот за кој што јас на крајот ќе предложам една реченица. И сега се разбира дека од кој ќе се регистрирате внатре или сте биле веќе регистрирани во Researcher ID. Пред тоа, овде како добивате бројот од Web of Science Researcher ID, тоа е оној десен горе, тој број е универзален, постоеше и постои, а сега ако се јавите, пак го добиваме на сличен начин, има таму критериуми како се добива. И на својот приватен профил можете да добиете полно можности. Еве, ова се тие алатки со кои што може да се користиме. Јас дел од нив ќе кажам, дел ќе прескокнам, затоа што може да влезете во системот. Малку повеќе ќе кажам за приватната табла од тие што немаат акаунт, повеќе да видат она јавната, само 2 слайда ќе кажам. Значи, што можете да добиете? Може да добиете метрика на објавувањето трудови во Паблонс. Еве, гледате, долу бројките покажуваат колку се тие трудови, колку се цитирани, вториот број 599, колку е Хиршовиот индекс и така натаму, и така натаму. Значи, вие на основа на податоците што ги имате во Паблонс сте препознаени со метрика и вреднување. Тоа се вредносни бројки на некој начин кои што се прикажуваат. Исто така може да добиете и метрика на рецензирањето. Значи, јас својата активност како рецензент, како сум ја имал, и со вредностите 58 рецензии, и така натаму, во која година, колку и се што е направено. Мислам дека тоа представува една значајен елемент и се разбира дека како било тоа рецензирањето и цитирањето на сите трудови што јас сум ги рецензирал во тек на време во светски рамки. Значи, системот овозможува на вистина квантитативно вреднување на активноста на рецензентите и на авторите на исто место. Она што изненадува, сега го уведува пред некој месец, а тоа е дека направија карта на цитирање трудови во Паблонс во светски рамки. Значи, не само колку, него која земја, колку, како, што. И тоа е нешто како Google Map, вие кој ќе кликнете, се отвара 140 во таму и ќе видите во Франција се тие, од кои што кој ќе отворите повеќе ќе видите 5 се во, што знам, Сорбона, таму. И сите можете да видите и на крајот кој ќе го добиете труд, ќе видите кој ви цитирал, кој ваш труд. Со други зборови, една многу, како викаат информатичарите, гранулирано, зрнесто, многу префинета можност за анализа направена. Истото тоа се однесува за објавените трудови, со тоа што исто таа приказна што ви ја кажав, може да биде анализирано кои трудови од тие што јас сум ги објавил се во списанија во Web of Science и кои што и во Web of Science и не се во Web of Science. Со други зборови, може да се прави вреднување на објавените трудови кои што ги имате во Паблонс. Не само тоа, него и рецензиите кои што јас досега сум ги направил детално за кое списание и каде се направени, се прикажани на овој начин. Меѓутоа, бидејќи знаат во Web of Science дека еден научник не само што истражува, не само што објавува, не само што рецензира, туку може и да уредува. И тие имаат практично посебен систем каде што ги следат активностите на научниците како уредници, кој труд го уредиле за кое списание. И ова е тој список. Детали нема потреба да изнесувам, не е значајно, али можноста да ја сватиме дека постои. Она што е
битно е дека ние од приватната табла на крајот може да креираме биографија, Паблонс биографија. И тука се можни сите елементи, што да внесеме, список на трудови, метрика и така натаму, и од кога тоа ќе го избереме, поднесуваме и во PDF файл го добиваме готов записот на сите податоци што сме предложиле да ги направи. Може да мислите колку е тоа згодно кога тоа би бил елемент за рецензија на нашите факултети. Кликнете на Паблонс, пишете тап, сенд во деканат и завршивме приказна. Но сега не е така. Но е можно по некое близко време да биде така, бидејќи овој софтвер и други, ама овој особено, тоа го возможува. Што е во јавната табла достапно? Во јавната табла не се овие елементи достапни кои што може да му користат на авторот, на рецензентот или на уредникот, туку оние што јавноста треба да ги види и од кои што треба да процени за квалитетите на тој член. И овде се дадени, да речеме, метриката која што секој може да ја види. Вамо е толку, вамо е толку, вамо е толку. За било кого денес, ако напишеме во Паблонс, може да ја добиеме оваа метрика ако е регистриран во Паблонс. Значи, тоа е јавно. Исто така и јавно и табелата на објавени трудови според кои списани и кои се во Web of Science, кои не се ситно, ама ќе ги видите оние црни, ВОС, тие се сите во Web of Science. И долу има збирно како тоа изгледа. Значи, секој може денес да не гледа и да види кој од нас и од останатите што и како направил со објавените трудови, ако го има во Паблонс. Исто така можеме и заедничките рецензири, кои што се верифицирани, за кое списание, колку, дали е во Web of Science или не, тоа е јавно достапно во овој момент. Значи, сите може да видат. Не представува никаков проблем. Од кога тоа го свативме, фондацијата наша одлучи да ги вклучи сите списанија што ги издаваме. Бидејќи јасно беше тенденцијата оди кон ова. И има уште нешто. Паралелно со ова има еден друг процес кој што се вика, што знамете, искористување на науката во финансиски смисол или и така натаму, каде што основен елемент на проценка е дали се транспарентно рецензирани трудовите. Ако вие немате доказ за транспарентно рецензирани трудови, на јавноста, зборам научна, не поединечно како овој сертификат или писмата што им ги доставуваме, вие не може толку добро тоа да го направите. Меѓутоа, две од нив, првите две ги пријавивме како соработка или партнерство, бидејќи тоа се плаќа, ова друго е бесплатно, и од тоа партнерство, еве гледате, можете да ги видите сите елементи, и за едното списание, и за другото списание. Јас немам многу да должам, само ќе ви кажам како тоа изгледа за списанието Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, еве овој слайд, каде што лево пишува дека е партнерско списание на Паблонс, а десно се прикажани сите елементи. Еве, забележувате колку има рецензии до сега? Тоа се, ако јас не се лажам, негде 1800 и нешто, 870. Значи, од внесувањето на податоците, кои што ги внесуваат рецензентите или автоматски од кога сме партнери влегуваат, до денес за една година има 1800 и нешто рецензии. Тоа значи дека не се толку рецензии во списанието, него само толку од рецензентите се одлучиле да ги поднесат во Паблонс. По моje знаење, овој број е 2 пати поголем. Значи, битно е да се свати, се е релативно, али и овде е релативноста во тој смисол. Значи, ние не можеме да внесеме повеќе рецензии отколку што рецензирале. Системот не дозволува. Ама можат авторите да не сакаат да ги внесат. И ние немаме право да го направиме. Дури и да го направиме, има специјален систем на верификација дупла, каде што бара имейл адресата и потврдно дали пишавте писмо, ама ако јас да речам кликнам на некој од тие авторите, поднесија рецензијата во наш интерес, не е можно. Што е добро, што не е можно, треба биде вако објективно. Така, накратко само да кажам и на крај малку неколку заклучоци. Јас мислам дека научниците кои се веќе регистрирани во Паблонс, кои беа регистрирани во Researcher ID,
Неопходно е да ги докомплетираат своите податоци од тие во нивни интерес и во интерес на институциите. Меѓутоа, оние кои што не беа, тогаш, топло препорачувам сите да се регистрираат од нашата држава, затоа што предностите кои што ќе ги добијат на овој и на другите системи се навистина огромни, а не мора да се плати, за јавниот дел не мора ни да се плати. Трето, научните списанија, и колку да изгледа тоа промотивно за Паблонс, мислам дека треба да најдат начин да бидат партнери во Паблонс. Баш поради овие елементи кои што ги кажав. И понатаму, универзитетите и другите институции кои користат бодирање од научниците за нивно напредување, за оценување, за проекти и така натаму, би требало рецензирањето што е верифицирано во Паблонс да го вреднуваат со поголеми фактори. Например, ја предложив онака од ракав, не може да биде помало, а не може и да биде поголем, околу 3 и 5. Да речеме, ако рецензирал во Web of Science, па, варда таа рецензија има поголем придонес и поголема бројка треба да има отколку другите, а да речеме, ако не е во Web of Science, а е во Pablos, значи е верифицирана, би требало барем да има 3 или 2 или 1. Седмо. Мислам дека на тој начин би можело да почнеме да размислуваме што со рецензиите, како да ги вклучиме во системот во кој што сакаме и како ќе може да обезбедиме поголем квалитет и за себе, и за списанијата, институциите, односно за државата во целина. Еве толку, ви благодарам уште само за благодарностите. Навистина му благодарам на деканот, на Владимир за гостопримството и желбите и се што направија како поддршка околу тој дел, но исто така и на колегите кои што прифатија, видовте имаше колеги што не прифатија, а сепак се во Скопус, ќе беше добро да чувме и тие како функционираат и на моите непосредни соработници што технички целото ова го направија, многу им благодарам. Благодарам за внимание. Професор Скуровски на извонредно инспиративното и пред себе рекол практично предавање. Не се ни сомнев дека нема да биде така и секако како главен организатор да би можел тука да кажам дека на вистина и веќе во последните 20 години од нашата интензивна дружба би сакал да си посакам на сите нас што сме помлади на вашата возраст, а пред неколку дена се пофаливте дека 7 години славите пензија, да функционираме и ние така. Дали има прашања или дискусија во однос на предавањето од професорот? Еве професорката Флорија од ветеринарната. Регистрацијата на едно списание во Pablos. За да биде партнер? За да биде партнер. И второто прашање е, споменавте нешто претходно, не знам дали добро ве разбрав, дека списанието треба да има доказ дека во него се врши рецензија на трудовите. Дали е тоа доволно само она што е напишано како политика на рецензирање, етика и така натаму, или постојат ли некои други критериуми како едно списание да се регистрира на Pablos? Таа магична бројка од 3, секојаш 3 има ова, 3 тоа. И тука е 3. Прво, може списанијата да се регистрираат free of charge. И во тој случај, комуникациите кои што ги прават рецензентите во врска со ова списание, од рецензентите и за друго рецензија, ќе бидат сместени во тоа списание. Но нема бидат автоматизирани, као што ви прикажав, ако е партнер. Значи, ја препорачувам во точка 1 сите списанија тоа да го направим. Бидејќи е free of charge. Нема услов дали има рецензент или не. Зошто? Паметни се. Ако нема рецензија, кој ќе им прати во Pablos на тоа списание? Зиро. Значи, ако функционира рецензијата, некој ќе се заблагодари и рецензентите ќе го пратат. Значи, они имаат свој многу интелигентно, не случајно за толку големи пари го продадоа софтвер. Феноменално, тоа се огромни пари. Значи, тоа е на второто. На другите прашања, второто е заправо да можете да автоматски да биде внесувањето на рецензиите или партнер да биде.
Тоа е околу $2000 годишно. И третиот е не само тоа, него да можете да ги користите пулот на рецензенти од Паблонс од целиот свет. Ние се одлучивме за втората точка, мислам дека е тоа околу $3000 и нешто долари. Не заради тоа што немаме $3000, кај две ќе најдеме и 3. Но, ако ние почнеме да бираме од списанија што рецензираат во Паблонс, во кој што има импакт фактор 8-9, па сите наши трудови ќе бидат reject или 90%. Има логика да ние сметаме дека, јас зборам за нашето списание, го поднесеме на таква, тоа не е ризик, тоа не е разумно така да се направи. И затоа ние се одлучивме за овој вториот дел, каде што ние автоматизира, вие немате представа 1800 рецензии, што значи автоматски системот се тоа да процесуира за една година. Од 3000 и нешто рецензии, не знам колку имаше до сега, 10.000. Ние имаме 3500 рецензенти. Ние имаме по 2, најмалку 3 и повеќе рецензии по труд. Тоа е огромна административна работа. Има софтвер што Паблонс го нуди за Open Journal System, плагин, кој што ќе го инсталирате на софтверот што го имаме, Open Journal Systems, и тогаш сите рецензенти автоматски добиваат клик, копче само, прати го во Паблонс и све се регулира. Вреди тоа $2000 за нас. Благодарам за одговор. Дали има некои други прашања? Во однос на предавањето на професорот Спировски и неговата презентација. Мислам, јасно е од поодамна дека Паблонс на вистина представува бум, бидејќи Clarivate Analytics немаше сигурно да го купи ако тоа не вредеше. Лично јас одамна, мислам, од самите почетоци го користам и има некој бенефит, сега може би не е тој материјален бенефит, се разбира, но во научно смисло и тоа како. Само представете се. И ако сакате, можеме да го говорите. Не, можеме да. Само кратко да благодарам на професор Трајковски и професор Спировски пред се заради поканата да учествувам и навистина ми беше драго. Ова представува за мене како истражувач едно охрабрување да издржиме на макотрпниот пат. Ние сите од медицинскиот факултет потекнуваме од МОМС, мислам, сме имале прилика да тука учиме како се пишуваат трудови и како се рецензираат трудови и потоа тоа ни била една одскочна даска за да рецензираме во странски списанија и навистина сум благодарна за тоа. Интересно беше да се види дека постојат и други светли примери во државава, други списанија кои што го следат на овој или на друг начин тој пат, кои што навистина се пример како треба сите да работиме понатака. И би сакала да кажам дека благодарение на предавањето на професор Спировски повеќе ќе бидам активна на Паблонс. Обично, иако кликам да ми се префарли рецензијата, многу често немам време да си го подобрам профилот. И само еден совет за помладите учесници кои што навистина беа присутни и ми беше драго што ги гледам. Јас често прифаќам, скоро најчесто прифаќам отворено рецензирање. Рецензирам највеќе во Rheumatology International, иако имам уште 3-4 списанија, бидејќи секогаш од тоа, фактички тоа отвореното рецензирање го подобрува квалитетот на вашата рецензија, ве прави одговорен за тоа што го пишувате на авторите и од тоа, највеќе сум имала еден, да речем, позитивен одговор од авторите, една благодарност од нив за вашиот придонес во нивниот труд. Тоа, благодарам. Благодарам. Инаку колешката е професор доктор Љубинка Дамјановска од клиниката за ревматологија при медицинскиот факултет. Сега ме поттикна нешто да искоментирам, бидејќи сме при крај. Ние одамна се немаме видени, инаку сме генерација на факултет.
Вчера само и пратив покана преку Facebook Messenger и она денес дојде. Претходно, она што сакам да го изразам како едно мало разочарување, и морам тоа да го кажам иако сум на домашен терен, претходно беа пратени на 3 наврати имейлови на уредниците, замениците уредниците на 10-11 списанија од филозофски факултет и ниту еден денеска не дојде, освен деканот по службена должност и продеканката и уште еден професор кој што во почетокот дојде, се извини дека мора да замине, другите никој не дојде, така што јас навистина и благодарам на колешката што успеа да дојде и тоа само со една покана вчера, а се немаме со години видено. Значи сега одиме кон крај. Професорот како главен организатор предвиде да подели сертификати на учесниците, во кои што нашиот декан веќе ги подпиша. Ете, да го озваничиме на некој начин вашето присуство, да го цениме вашето време, може би, како што веќе беше спомнато и предходно од предходните говорници, ќе ви се најде при вашите избори. Предпоставам дека доста од вас се тука научни работници при институтите, при клиниките и при факултетите. Додека професорот ги подпишува, исто така, уште еднаш ќе повторам, се надевам дека бројот на COVID нема да расте во наредниот месец и уште од сега еве да ве поканам на неделата на отворен пристап, каде што во тој случај Филозофскиот факултет ќе биде главен организатор и се надевам дека ќе дојде повеќе од еден колега од тие 10 списанија кои што имаат главни уредници, заменици и секретари на редакција. Потоа се надевам дека ќе дојдат поголем број, иако и денеска околу 30 од вас беа. Повеќе од 54 на жалост нема да може да примиме и ќе мора да ве поканам да се пријавите на мојот имейл, затоа што ќе оди строго со одобрување на присуство, не смееме да го надминеме протоколот од 54 и на тоа строго ќе внимавам. Значи Владо ТРА, мајмунче, за тие што не ме знаат, fzf.ukim.edu.mk е мојот имейл. Тука како соорганизатори се вклучува Фондацијата Спировски и Македонското здружение на медицински уредници и се надевам дека во оваа сала ќе биде тоа. Презентери, професор Спировски, професор Дончо Донев, јас, деканот најверојатно или академик Витомир Митевски ќе го представи списанието Жива антика, кое што е најстарото списание на Филозофскиот факултет од областа на хуманистичките науки и ќе видиме уште некој можеби ќе има предавачи, има доволно време да подразмислиме и така. Професоре, повелете, ајде. Во однос на сертификатите или ако имате нешто завршен збор. Што да кажам, освен едно огромно благодарам, што прво ми овозможивте да бидам, како да речам, на свое поле, бидејќи цел живот покрај основната дејност сум се бавел и со ова во последниве години во пензија исклучително со ова. Значи, ми направивте, како да речам, не само почит и задоволство, едноставно ми го разубавивте денот, годината ми ја разубавивте, ова него. Да, мислам, навистина. Кој збор да се каже е многу, премногу, меѓутоа мислам, сакам да ви порачам, особено на помладите, немојте да го оставате настрана и да го квалифицирате издавањето на стручни, па и стручни нека се, и научни трудови, приказ на случаи и така натаму, како неважна работа. Имајте наум дека најважната работа е заправо записот, било во хартија, било електронски, било и на два, од она што вие сте го правеле во дел од животот. Бидејќи нема друг начин запис од тој. И друго, нема друг начин на проценка. Најдобро напишаниот труд е најголема проценка. Немој да ми се лутите ако има клиничари, дури многу поголема отколку најдобро изведената операција. Затоа што таа ќе биде за пациентот, евентуално за фамилијата. А објавениот труд ќе биде за огромен број на луѓе што потенцијално може да го читаат сега, но може да го читаат бесконечно.
Јас не кажав овде, но веќе светот размислува и воспостави системи за бесконечно складирање на објавените трудови. Значи, пишувањето на труд е бесконечен. И сега би ви доделиле по еден сертификат и со тоа да ја завршиме оваа денешната работилница. Ви благодарам многу. Добро, значи благодарам ја на професор Спировски, сега ќе ги подели сертификатите. Да се заблагодарам на Фондацијата Спировски за идејата, односно за прифатената моја понуда да биде токму тука, на Филозофскиот факултет за ресурсите, просторот, кадарот, на нашиот IT Христијан Ламбевски, на моите драги студентки и колешката Анета Милошова, што е таму цело време, што присуствувавте тука, и да се надеваме, да ви пожелам многу здравје и да се надеваме дека во ист или сличен состав ќе се видиме за еден месец во овој голем амфитеатар. Ви посакувам се најдобро и бидете во добро здравје.